Антица е уште еден охридски бисер на музичкото училиште Методи Патче. Ана е дете кој уште од самите почетоци покажа особен интерес за музика. Ученичката Лина Николеска покажува голема посветеност и љубов кон предметот виолина. Нашите приказни се врежани во зидините на Самоиловата тврдина и во срцата на луѓето. Нашата заедница е силна, обединета и полна со луѓе кои веруваат во подобро утре. Ја сочинуваат охриѓани кои низ годините го градеа овој град со срце, оставајќи зад себе наследство на кое сме сите горди. Охрид е место каде што минатото и сегашноста се преплетуваат во бескрајни магични приказни. Да ги раскажуваме заедно. Ова е втората сезона на охридските приказни во Форт Кафе за луѓе кои го прават овој град поубав и му даваат душа. Мислам дека ова место кое има мирот, тишината, звуците на брановите ми додава многу на инспирација во свирењето. Ова место ми буди секакви емоции, уште кога сум била малечка, кога сум шетала во ова црква на ова место и многу е живописно и многу ми се допаѓа ова место. Ова место е најубаво за мене бидејќи има мир, тишина, се слушаат брановите и од секогаш сум го сакала и секој овдека може да си земе мир. Втора епизода од втората сезона на охридските приказни во Форт Кафе. Време е за приказната за трите млади музичарки од Охрид: Ана Кузмановска, Лина Николеска и Антица Николовска. Ова клавирско трио за кратко време успеа да постигне значени успеси на кои секој би позавидел. Девојки, на почетокот, како започна вашата љубов кон музиката и како изгледаше вашето детство? Дали имаше многу музика во вашиот дом? Мојата љубов кон музиката започна уште од најмала возраст, бидејќи доаѓам од семејство во кое музиката секогаш било на важно место. Мајка ми е професор по виолина и така виолината од детство ми е тука. Музиката од секогаш беше присутна во мојот дом. Моите родители ја сакаат музиката и таа е наше секојдневие. Можам да кажам дека моето детство беше и се уште исполнето со музика. Од настапи во локалниот детски фестивал Распеано рибарче до бројни настапи на меѓународни и државни напревари и концерти. Мојата љубов кон музиката започна на мојата 5-годишна возраст, кога јас и мајка ми леговме во една продавница каде што се продава играчки. И исто така најдов една пластична гитара и од тој момент кога видов таа гитара се влюбив во неа. Откога ми беше купена, во моментот кога ги допрев жиците со прстите, настана мојата љубов кон музиката. Исто така мојот ментор Мухамед Бајрам придонесе уште поголема љубов и желба за музиката и за понатамошна љубов.
со неговото несебично пренесување на знаења и техники, а со професор Марина Чадо ги надополнуваме тие знаења и техники. Ги знам јас нив. Ученичката Лина Николеска покажува голема посветеност и љубов кон предметот виолина. Потекнувајќи од музичка фамилија, таа развива природен музички слух и уметнички израз, што особено доаѓа до израз при нејзината интерпретација. Редовна е во вежбањето и постојано настојува да ја усоврши својата техника и музикалност. Покрај дисциплината и работната навика, ја одликува и креативност, што ја прави успешна и перспективна млада виолинистка. Како нејзин професор, цврсто верувам дека нејзиниот пат како музичар и виолинист ќе биде исполнет со значајни достигнувања и успеси. Кога свативте дека музиката е нешто повеќе од хоби и дека сакате да и се посветите посериозно? Како изгледа еден ваш типичен ден? Колку време посветувате на вежбање? Јас сватив дека музиката е повеќе од хоби од самиот почеток. Самото то вежбање, спремање за надпревари, мојот прв надпревар, меѓународен надпревар во Рим, од самиот тој момент кога појдов таму и само то сватив дека тоа е повеќе од хоби, дека сакам јас тоа да го осваќам попрофесионално. А мој типичен ден изгледа, станувам од 6 сатот, се спремам за на училиште, 6:30 тргнувам за на училиште, таму останувам од прилика до 3-4 сатот, со полни часови, со све. Се враќам дома, ручам пример, ќе се одморам малку и после тоа продолжувам со вежбање, 3 до 4 сати максимум. При една посета на музичкото училиште од страна на градинката, јас прв пат го видов клавирот во салата и се одлучив дека сакам да изучувам таа уметност и за моја среќа имам одличен ментор, професор Ана Ѓоргиевска, која ми овозможи да ги совладам вештините на клавирот. Вежбам секојдневно по неколку часа во зависност од материјалот кој го спремам. Пред неколку години сватив дека музиката е нешто сериозно, слушајќи познатите дела на Бах, Моцарт, Вијањавски и многу други познати композитори. Исто така сватив дека музиката е нешто најубаво со кој еден човек може да се занимава. Посветувам околу 2 часа на вежбањето, мојот ден поминува во вежбање на инструментот, одење на училиште и дружење и излегување со моите другарки. Ги знам јас нив. Ана е дете кој уште од самите почетоци покажа особен интерес за музика. Низиниот вроден талент и музичка зрелост постојано го надградува со многу посветеност и труд. Ми е гордост и задоволство што сум незин ментор. Секако, соработката со незините прекрасни родители и взаемната доверба се клучот на сите бројни успеси кои ги постигнавме во текот на школувањето. Жално што ова е наша последна година, Ана е 9-то деление, но и се радувам што својот музички пат ќе го продолжи во средно училиште. Се надевам и посакувам многу успеси и достигнувања со кои сите ќе се гордееме. Музиката во Охрид секогаш била исклучителна и важен дел од животот. Како вие, како млади луѓе, гледате на музиката која се слуша и промовира последниве години во Охрид? Охрид секогаш бил културно и музичко жариште, особено со фестивалот Охридско лето, но јас мислам дека треба да се има една добра рамнотежа измеѓу класичната музика и новата поп музика и дека треба да се почитува и таква музика. Сите знаеме дека Охрид е древен град на музичката традиција, домаќин на реномираниот фестивал Охридско лето и сметам дека не треба да биде место каде што ќе се промовираат неквалитетни изведувачи. Мислам дека тоа штети за угледот на градот, но и за развојот на младите уметници. Секој ново време носи нови трендови, но во охридската музика вистинските приказни и чувствата кои ги отпејува еден пејач или интерпретира некој музичар се со посебно значење и чувство, а ритмот од охридската музика е најважната компонента во охридската музика. Ги знам јас нив. Антица е уште еден охридски бисер на музичкото училиште Методи Патче. Ке биде прекрасен виолинист. Низината заинтересираност, низиниот ангажман, волјата да ги научи новитетите во својот инструмент, покажуваат дека од незе можеме многу да очекуваме. Многу сум среќна за незиниот избор
и посакувам успех низ животот, да си ги оствари своите соништа и да ужива во тоа што го прави. Кои се вашите музички идоли или артисти што ве инспирираат и освен класичната музика, дали слушате и други музички жанрови? Од мала возраст сум слушала секакви изведувачи, но мислам дека еден што од секој пат ми се бендисувал повеќе е Максим Венгеров. Тој е виолинист, ми се свиѓа неговата техника, неговиот израз, све. А за други жанрови ми се допаѓа и Еми Вајнхаус, нејзиниот посебен глас, изразот на емоциите и све. И јас мислам дека можеме да научиме од други жанрови, не само од класиката. Како пианистка секако дека мој идол е Симон Трпчевски, кој се надевам дека еден ден ќе имам можност да го запознам, а инаку слушам музика од Лана Дел Рей, Том Одел и италијански песни. Ицак Придман, Дейвид Герит и Речен се моите најголеми уметници што од секогаш ме инспирирали. Се надевам дека еден ден ќе станам како нив. Слушам и музика која е доста популарна во сегашно време. Каде се гледате себе си за 5 или 10 години? Дали имате желба да настапувате во некоја конкретна земја или концертна сала? Себе си се гледам како професионален музичар кој ќе продолжи да настапува и да учи. Би сакала да настапувам во големи концертни сали низ светот, но јас мислам дека треба да придонесувам најповеќе во Македонија, да се враќам на местото каде што јас сум истекнала, да ја враќам љубовта кон самата земја. Би било сон во Карнеги Хол или Music Fair, но сепак јас мислам дека треба да се почитува нашата земја. Моја желба е да го продолжам моето музичко образование и да се наградувам како музичар, а секако дека имам желба да настапувам на тие големи сцени низ светот, но засега ќе се фокусирам како за моето образование, а за големите настапи има време. За 10 години јас се гледам како музичар кој настапува со најпознатите филхармонии низ светот. Исто така имам голема желба да настапувам во земјите кои се повеќе познати по класичната музика, како на пример Италија, Австрија и многу други земји. Исто така се надевам дека оваа желба за понатамошна работа и успех никогаш нема да згасне и се надевам дека мотивирањето од сегашните настапи, концерти и идните ќе се секогаш мотив за уште поголем жар и работа. Нашите приказни се врежани во зидините на Самоиловата тврдина и во срцата на луѓето. Нашата заедница е силна, обединета и полна со луѓе кои веруваат во подобро утре. Ја сочинуваат охриѓани кои низ годините го градеа овој град со срце, оставајќи зад себе наследство на кое сме сите горди. Охрид е место каде што минатото и сегашноста се преплетуваат во бескрајни магични приказни. Да ги раскажуваме заедно. Ова е втората сезона на Охридските приказни во Форт Кафе за луѓе кои го прават овој град поубав и му даваат душа.